Здраво, јас сум Надица Чапараткова и доаѓам од Основното училиште Лазо Трбовски. Ова видео е наменето за учениците од второ одделение. Денеска, оно што ќе работиме е за ликовните елементи во моделирањето за едноставен и сложен волумен на јаболко и грозд од пластелин. Околу нас постојат безброј форми направени од природата или од човекот. Формите од природата се нарекуваат природни, а формите создадени од човекот вештачки форми. Формата е надворешниот изглед на еден облик, представен на цртеж, слика, графика или скулптура. Природни форми се дрвјата, цвеќињата, животните, овошните и зеленчуковите плодови, а додека пак вештачки форми се часовник, чевли, телефон, чаша, автомобил, маса и така натаму. Овде ни се дадени неколку примери на природни и вештачки форми. Доколку сакате да ги погледнете внимателно, можете да стиснете пауза на презентацијата и да ги погледнете. Понатаму разликуваме дводимензионални или плошни форми кои настануваат кога ликот се црта на дводимензионален простор, на цртеж, слика, графика, мозаик или витраж. Овде ни се дадени два примери на дводимензионални или плошни форми, нацртани на цртеж или слика од јаболко и грозд. Доколку сакате внимателно да ги погледнете, може да стиснете пауза и подобро да ги видите. Понатаму разликуваме тродимензионални форми кои настануваат кога со одреден тврд или мек материјал се обликува уметнички објект во просторот. Скулптура, керамика, глина, дрво, камен или објект во архитектурата. Овде ни се дадени два примери на тродимензионални форми. Едната е на грозд, а другиот пример е скулптура со грозд и лик од жена. Доколку сакате внимателно да ги погледнете, може да стиснете пауза. Тродимензионалната форма зафаќа одреден простор и тој се нарекува волумен, кој во скулптурата може да биде празен, како например чаша, вазна, грне, или пак исполнет со воздух,
или со материјал од кој е изработена скулптурата. Овде имаме 3 скулптури на јаболко, изработени од камен и дрво. Доколку сакате внимателно да ги погледнете, може да стиснете пауза. Како што рековме, денеска работиме за едноставен и сложен волумен и ова видео е наменето за учениците второ деление, за да ги совладат поимите сложен и едноставен волумен. Овде ни се дадени неколку примери на јаболко и грозд од пластелин. Доколку сакате внимателно да ги погледнете, можете да стиснете пауза. Јаболкото има едноставен волумен и лесно е за моделирање со пластелин, а гроздот има сложен волумен, бидејќи е составен од повеќе поврзани делови при моделирањето со пластелин. Имате пример на јаболко и грозд. Доколку сакате го видите, може да стиснете пауза и да го погледнете внимателно. Сега, ученици, она што треба вие да го направите пред себе, да имате подлога на која ќе ги моделирате јаболкото и гроздот од пластелин и да имате пластелин во неколку бои: црвен, жолт, зелен, кафен и виолетов. Она што треба да го моделирате е да изработите едноставен модел на јаболко со пластелин и да изработите сложен модел на грозд со пластелин. Ви посакувам успешна работа и се гледаме до следно видување.